Започнуваме со регионалните вести, проследете ги на станите кои што го одбележаа денот. Тетово доби нова поликлиника за современа медицина Медика Истанбул. Во нејзин состав ќе функционираат 12 ординации на ниво на примарна и секундарна медицина. Вредноста која ја заслужува човекот е бесценета и не може да се мери со ништо. По това мото во Тетово започнува со работа нова поликлиника за современа медицина Медика Истанбул. Важи за синоним за точна дијагностика и безпрекорна медицинска услуга. Овој современ медицински центар составен е од 12 ординации на ниво на примарна и секундарна медицина. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Се надеваме дека особено во овој регион, Тетово, Гостивар, Кичево и во цела Западна Македонија ќе успееме да ги нудиме најврвните медикални услуги на граѓаните и особено ни е драго поради тоа. Во изминатите 5 години редовно ја посетував ова земја и вршев консултација на визија врска со инвестиција во приватно здравство. И главниот фактор кој придонесе за да ја реализираме оваа инвестиција беше тоа дека во изминатите 5 години увидовме дека народот во Република Македонија беше многу гостопримлив, увидовме многу топло гостопримство кон нас, а особено ни беше значаен и не радува и пристапот на народот на Македонија кон турскиот народ. Имаме оддел за дијагностика, оддел за поликлинички услуги, оддел за ендоскопија, оддел за интервентивна процедура, одделот за естетски, пластични и козметички процедури, чекап услуги. Воедно во рамки на болницата ја имаме и аптеката каде што ќе можат исто така да ги користат услугите нашите клиенти. Ќе нудиме и консалтинг услуги кон нашите клиенти. Особено би сакал да потенцирам во врска со одделот за интервентни процедури и одделот за естетски, пластични и козметички процедури, дека во најскоро време ќе бидат целосно опремени и се надеваме дека во најскоро време ќе почнеме со потполно нудење на услугите од оваа област. Покрај точната дијагностика, експертизата на медицинскиот персонал една од главните одлики на Медика Истанбул Тетово. Покрај опремата, која што е еден од нашите главни пилари, тука е секако и врвната експертизата на нашите локални лекари, но и нивната поврзаност со лекарите во Турција, кои што веќе имаат долгогодишни искуства, особено во делот на PET-ситито, читањето на резултатите и нивната онлайн поврзаност, секогаш ќе ни дава можности за дополнителна консултација и во текот на самите процедури. Дефинитивно она што направи различни од другите, а тоа е околината и амбиентот кој што го уредивме со цел да добиеме поврзаност на уметноста и медицината. Често пати радиолозите, како што и доктор Динчаре, во својата нишка ја носат уметноста, тоа ја донесе уметноста овде. Успеавме да креираме еден простор кој што се надевам дека ќе покрене енергијата на негативна, ќе смали негативната енергија, ќе покрене позитивното чувство дури и тогаш кога сме на лекар. Новата поликлиника во Тетово е опремена со најсовремените уреди како компјутерска томографија и магнетна резонанца, кои се неопходни за поставување на точна дијагноза и процена на ефектите од терапијата на канцер. Медика Истанбул Тетово инвестиција на истоимената поликлиника од Турција и тежи 6 до 7 милиони евра. Во Гостивар, во близина на општата болница, официјално започна изградбата на нов приватен здравствен центар. За негова изградба ќе бидат вложени над 4 милиони евра. Во Гостивар отпочна изградба на нов современ здравствен центар. Објектот на 7 ката со површина од околу 5000 метри квадратни е лоциран во близина на Гостиварската општа болница. Според најавите, здравствениот центар ќе нуди најразлични медицински и лабораториски услуги. Инвестицијата е на компанијата Пелагонија Гостивар, чии представници заедно со општинските власти денес официјално го означија стартот на градбата.
Според планираното, новиот здравствен центар во Гостивар би требало да почне да функционира за околу 2 години. Во изградбата на објектот ќе бидат вложени над 4 милиони евра. Поројните дождови урнаа дел од надворешните ѕидови од домот на тетовецот Бране Глигориевски, кој живее во населбата Два Бреста. Бара помош во градежен материјал и пари за да го санира делот од неговата куќа. Тетовецот Бране Глигориевски ноќите ги поминува под ведро небо. Стравува да живее во неговата куќа стара еден век, кој речиси разурнати при поголем дожд или ветер. Може целосно да падне. Дел од надворешните ѕидови до објектот и покривите на собите се урнати. Моментално е катастрофално. Сега со врнеживе на дожд уште повише пушта, целиот објект пушта влага од сите страни. Двете соби се уништени начисто. Не имам друго што да кажам. Мислим дека со врнеживе сега, ако продолжа вака, и зимскиот период кој ќе доаѓа, таа нема да издржи. А со страв моментално се плаши. Еве сега пред цел ден седев надвор. Цел ноќ надвор сум седел. Моментално цел ноќ надвор. Од кај падна до ѕидот надвор сум седел. Кај вецево фактички одма тука. Бране е социјален случај, живее сам. Тој повеќе години преку медиумите бара државата да му помогне во градежен материјал и пари да го санира неговиот дом. Но досега ниту една институција не му понудила никаква помош. Но надежта вели последно умира. Очекува надлежните и хуманите луѓе конечно да одговорат позитивно на неговите апели. Државата нешто ако може да помогне, али Министерството нешто за труд и социјала. Нека дојде некоја комисија, нека види како е ситуацијата. Бране социјална помош не може да зема. Од Центарот за социјални работи Тетово му одговориле дека не му следува никаква парична помош, затоа што оваа куќа која само што не се распаднала е во негова собственост. Самоубиство во Тетовско Жеровјане. Полицискиот билтен бележи акциска контрола за откривање на странски државјанки и расчистување на случај за злоупотреба на лажни податоци. 46 од Тетовско Жеровјане вчера околу 22 часот бил пронајден обесен на дрво во ливада на крајот од селото. Го забележало лице од ова село и по пријавувањето јавен обвинител, лекар по судска медицина и екипа од секторот за внатрешни работи Тетово извршиле комплетен обид. На безживотното тело на починатиот не се пронајдени траги на насилство и по наредба на јавен обвинител предадено му е на семејството. Инаку вчера околу 12 часот таткото на сега починатиот пријавил дека неговиот син со своето возило Голф се оддалечил во позната насока. Со себе зел јаже и пластично столче. Од СВР Тетово информираат и дека полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово денеска наутро од 6 до 8 часот спровеле акциска контрола во Тетово, Джепчиште и Боговиње за откривање на странски државјани кои непријавено престојуваат или работат на подрачјето. При контролата реализирана на неколку локации пронајдени и приведени се вкупно 27 албански државјани на различна возраст, од 18 до 51 година. Најмногу од Либрашт, Подградец, Кук, Скорча и други места. Албанските државјани непријавено престојувале, најверојатно работеле или барале работа на подрачјето и покусото за задржување во СВР Тетово предадени се во одсекот за прекограничен криминал, миграција, странци и реадмисија за натамошна постапка. Секторот за внатрешни работи Тетово расветли, односно целосно расчисти 4 кривични дела, злоупотреба на лични податоци и поднесе кривична пријава против 51 годишник и 16 годишно лице, двајцата од тетовското село Брвеница. Повозрастниот и малолетникот, инаку татко и син, се сомничат дека во јуни и август годинава на социјалната мрежа Facebook креирале 5 лажни профили на кои прибирале, обработувале и користеле лични податоци од 3 жителки од ова тетовско село. На име на 2 други женски лица од истото село, осомничените активирале 5 сим картички за мобилен телефон преку еден од мобилните оператори во нашата земја, информираат од СВР Тетово. 2 кражби регистрира тетовската полиција. Во првиот случај ограбен е стан во Гостивар, а во другиот случај 3 лица краделе гориво.
46-годишникот гостиварско Чегране ноќеска околу полноќ пријавил тешка кражба која била извршена во неговиот стан на улица Панче Поповски во Гостивар. За сега непознати сторители го искористиле отсуството на домашните на неутврден начин, најверојатно користејќи клуч калаус, влегле во станот, целосно ги пребарале сите простории и од паричник во регалот одзеле 700 евра во разни поени. Покрај тоа од под обликата во регалот, а каде биле сокриени, одзеле уште 3500 евра, додека од комода во дневната соба одзели и неколку парчиња разновиден златен накид, противправно стекнувајќи се со вкупна имотна корист која се проценува на 450.000 денари. Извршени увити се преземаат мерки и активности за расветлување на пријавеното и за откривање на сторителите на кражбата. Од Савара Тетово информираат уште за една случка. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово ноќеска околу 1 часот и 20 минути на улицата Елинденска затекнале 21 годишно лице од Желино, 28 годишник од Добарце и уште едно 16 годишно лице од Желино. Како од паркирано товарно возило МАН, влекач извлекуваат гориво. Двајцата повозрасни кои на тоа место биле дојдени со товарно возило со пластично црево од резервоарот на МАНот, собственост на фирма од Мала Речи, се извлекле од 300 до 320 литри нафта. Во нивното товарно возило Асија со тетовски таблици што го управувало едно од лицата, пронајдени се 2 канти со по 50 литри гориво, пластично црево и 2 ножа, кои се фотодокументирани и одземени за вештачење, додека двете лица се приведени и задржани во полициската станица Тетово. По расчистување и документирање на случајот, тие ќе се соочат со поднесок. Од Управата за јавни приходи ги информираат граѓаните да ги пријават приходите од издавање под закуп на движен и недвижен имот. Граѓаните да ги пријават приходите од издавање под закуп на движен и недвижен имот, информираат од Управата за јавни приходи. Приходите остварени по основ на закупнина, издавање на земјиште, стамбени или деловни простории, гаражи, простории за одмор и рекреација, опрема, превозни средства и други видови имот, подлежат на оданочување со персонален данок и граѓанинот има обврска да ги пријави во УЈП со поднесување на контативна даночна пријава за остварени приходи од имот и имотни права во рок од 15 дена од денот на остварувањето на приходите. Кон пријавата задолжително треба да се приложи и договорот за закуп. Граѓаните кои оствариле приходи од закупнина во 2016 година, покрај обврската за поднесување на контативната даночна пријава, треба да поднесат и годишна даночна пријава, најдоцна до 15 март 2017 година. За граѓаните кои со задоцнување или воопшто нема да поднесат контативна или годишна даночна пријава во законските рокови, предвидена е глоба за сторен прекршок од 100 до 200 евра во денарска противредност. Граѓанинот кој трајно или повремено врши стопанска дејност, односно се занимава со издавање под закуп на движен и недвижен имот, има обврска да се регистрира и за ДДВ со поднесување на пријава во даночните канцеларии или електронски. Повеќе информации граѓаните може да добијат во подрачните единици на Управата за јавни приходи или на нивната интернет страница. Парламентарното собрание на Советот на Европа со 106 гласови го избра Јован Илиевски за судија од Република Македонија во Европскиот суд за човекови права со мандат од 9 години. За уставната судика Наташа Габер Дамјановска гласа 86, а за амбасадорот во Ватикан Звонимир Јанкуловски 5 парламентарци. Ова ќе биде трет судија од Македонија по нејзиното зачленување во Советот на Европа. Првиот судија беше Маргарита Цаца Николовска, актуелен судија е Мирјана Лазаровска-Трајковска, чиј мандат истекува во февруари. Опозицијската коалиција предводена од СДСМ денеска до собранието поднесе иницијатива за итно распуштање на парламентот. На иницијативата е подпишана целата пратеничка група на СДСМ и нивните коалициски партнери, изјави координаторот на пратеничката група на СДСМ Горан Сугаревски. Тој нагласи дека секој обид за одлагање на распуштање на собранието ќе биде доказ дека владеачката коалиција не сака избори на 11 декември. Велјановски има рок од 10 дена за да закаже нова седница на која ќе бидат ставени овие иницијативи.
На 4 поединечни рочишта граѓанскиот активист адвокатот Джаре Стевановски ќе биде осуден во основниот суд во Прилеп по член 191 став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Ова е затоа што како учесник во шарената револуција за време на протестите во Прилеп на асфалтот пред општинската зграда го испишал графитот "Ќе си лежите". Според Стевановски нема никаков законски основ за овие пријави, токму затоа што протестите на шарената револуција се одржуваа со претходна најава, беа во континуитет следени од голем број припадници на прилепската полиција. А со испишување на графитот "Че си лежите" никако не може да се загрози безбедноста на учесниците во сообраќајот и затоа што додека траеја протестите, улиците беа запрени за сообраќај. Веднаш по протестот екипи на јавните комунални предпријатија ги чистеа улиците. Младите фудбалери на Македонија со вчерашната победа над Шкотска обезбедија пласман на Европското првенство во Полска. Македонската фудбалска репрезентација до 21 година е првата фудбалска селекција од земјата која изборила пласман на едно големо надпреварување. Победата над Шкотска го отвори патот на Европското првенство во Полска. Македонија ја победи Шкотска со 2:0. Исланд загуби од Украина со 4:2, што значеше дека ние го освојуваме првото место во групата и се пласираме директно на европскиот шампионат. Прво Кире Марковски ја смести топката во мрежата на Шкотска за голема радост на Филип II и водство од 1:0 во 18-та минута, а само 4 минути подоцна Енис Барди постигна прекрасен гол од далечина за 2:0. Македонија можеше да дојде и до трет гол во 37-та минута по досудениот пенал за игра со рака на еден од шкотските фудбалери, но Давид Бабунски не ја реализираше најстрогата казна. Ова е историски пласман затоа што ова е прва селекција што обезбеди учество преку квалификации на вака голем настан. Селекторот Милевски и фудбалерите беа возбудени на пресконференцијата, каде се појавија во полн состав и најавија дека ова не е последниот збор на оваа генерација. Македонија со големо нетрпение ќе го чека 1 декември и ждрепката за завршниот турнир на Европското првенство за фудбалери до 21 година. Инаку за успехот на младинската фудбалска репрезентација, Фудбалската федерација на Македонија ќе ги награди со награда од најмалку 200.000 евра. Од ФФМ потврдија дека цифрата е веќе позната, но истовремено потенцираат дека премијата за црвено-жолтите може да порасне. Се редат успесите на каратистите од карате клубот Љуботен од Тетово. Од меѓународниот меморијален турнир во Скопје, тие се вратија со 5 освоени медали. Со 5 освоени медали се вратија каратистите од карате клубот Љуботен од традиционалниот меѓународен меморијален турнир Никола Грдановски Нике, кој викендов се одржа во Скопје. Карате клубот Љуботен од Тетово на турнирот настапи со 5 мина каратисти и освои 5 медали, од кои 3 сребрени и 2 бронзени. За ката тим машки кадети, второ место освои екипата во состав Лука Бојоски, Емир Реджепи и Љубиша Груиќ. Во поединечна спортска борба медали освоија Лука Бојоски во категоријата до 50 кг роден 2004 година, Љубиша Груиќ до 40 кг роден 2003 година, Ѓорѓи Богоевски над 70 кг роден 2001 година и Љубиша Кузмановски во категорија над 70 кг роден 2000 година. Според тренерот на карате клубот Љуботен, Јованчо Јовановски Шуко, ова е голем успех на кадетите. На турнирот во Скопје учествуваа 34 клубови, со вкупно 340 каратисти од Македонија, Србија и Бугарија. Во следниот период младите каратисти ги очекуваат надпревари на турнирот Тетово Опен на 15 октомври, во Лесковац на 23 октомври и во Јагодина на 30 октомври. 14 лица се убиени во нападот на вооружени лица во шиитска џамија во Кабул. Во нападот се ранети 26 лица. Портпаролот на Афганистанското министерство за внатрешни работи изјави дека 3 лица го извршиле нападот. 2 од напаѓачите се убиени, а по третиот се трага. Последниот напад врз шиитско малцинство во Афганистан беше на 23 јули во Кабул. Тогаш беа убиени 84 лица, 130 беа ранети. Одговорноста за него ја презеде Исламска држава.
Турција не може да биде исклучена од евентуалната операција за преземање на ирачкиот град Мосул, изјави вчера турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган и додаде дека ирачкиот премиер треба да знае каде му е местото. Ердоган истакна дека турската војска нема да се повлече од базата во близина на Мосул и нема да прима наредби од Багдад. Односите меѓу двете земји се влошија откако Анкара кон крајот на минатата година испрати војска во регионот Башика со цел да обучува војници кои ќе се борат против исламската држава. Адвокатите што го застапува единствениот преживеан од групата исламистички милитанти што минатата година во Париз убија 130 лица, соопштија дека веќе нема да го застапуваат. Салах Абделслам, кој беше уапсен на почетокот на годинава, е во самица во затвор во близина на Париз. Тој не сака да зборува, ниту пак сака правни застапници, рекоа неговите адвокати. Русија денеска ги оцени како русофобска хистерија обвинувањата на шефот на британската дипломатија Борис Џонсон за тоа дека руските сили го нападнале хуманитарниот конвој во Сирија. Џонсон вчера изјави дека има докази од токму Русија го извршила нападот и притоа повика на протести пред руската амбасада во Лондон. Конашенков ги дементираше и тврдењата за постоење на сателитски снимки што докажуваат дека Русија е одговорна за нападот и Џонсон ги повика да ги покаже тие докази. Најмалку 18 лица беа убиени во нападот од 19 септември врз хуманитарен конвој на Обединетите нации и сириската црвена полумесечина крај Апело. Досега на Хаити 473 луѓе и официјално биле прогласени за мртви по налетот на ураганот Метју, соопштиле денес властите, додавајќи дека локалната заедница сега се бори со недостиг на вода за пиење. Во импровизираните засолништа на Хаити моментално живеат 175.000 луѓе, на кои ураганот им ги урнал куќите. Меѓу нив има околу 100.000 деца, кои не посетуваат училиште. Нацијата моментално се бори да го сопре ширењето на колера, бидејќи канализацијските и водоводните цевки се оштетени. Светската здравствена организација досега пратила 1 милион вакцини против оваа болест. Околу 350.000 деловни објекти и станови во западниот и северозападниот дел на Токио денеска останаа без струја, но по неколку часа диспечерите успеа да го обноват напојувањето со електрична енергија. Операторот ТЕПКО соопшти дека можна причина за инцидентот бил пожарот во еден од неговите објекти, каде биле оштетени подземни кабли. Се уште меѓутоа не е обновено движењето на возовите на неколку линии во Токио, што минуваат низ реоните што останаа без струја. Не работат ни семафорите во повеќе градски реони, каде дежураат полицајци за регулирање на сообраќајот. Денес имавме променливо облачно време со повремен дожд. Утринската температура се движеше од 6 до 11, а дневната од 11 до 17 степени. Според метеоролозите, утре ќе преовладува стабилно и претежно сончево време, но со пониски утрински температури. Утринската температура ќе се движи од 3 до 10, а дневната од 11 до 17 степени. Овде ги завршуваме и овие регионални вести. Пријатно!